Добар ден, почитувани, стартува уште едно ново издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма. И денеска фокусот ќе биде на грижата за децата, што се треба да знаеме за најмалите, за оние кои што растат, но исто така акцентот ќе биде ставен и на здравието на трудниците, пред се на оралното здравје на идните мајки. Денешна гостинка во студиото е Ана Картолица Георгиев, доктор по дентална медицина. Добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата. Во моментов спроведувате една интересна кампања "Спречи, не лечи", каде што сакате да ја разбудите свеста, да подигнете свеста за оралното здравје пред се кај децата. Кои се најчестите грешки што ги прават родителите кога станува збор за здравјето на забите на нивните деца? Спречи, не лечи е една кампања која што се настана, се разбуди од желбата сите ние да имаме здрави заби и нивото на свеста за устното здравје во нашата држава да го доближиме до некаков европски стандард, ако може така да кажам. И "Спречи, не лечи" е кампања која има за цел на сите нас да ни доближи некакви совети и да не усмери во тоа како да се грижиме за устното здравје и при тоа да имаме што подобра превентива и што помалку куратива. Тоа значи да делуваме во смер да устното здравје го задржиме здраво и интактно, односно онакво со какво што дечињата се раѓаат, здраво завало, и да не дојдеме во фаза кога веќе треба нешто да лекуваме. Така заштедуваме најмногу. Заштедуваме во финансиска смисла, заштедуваме во здравствена смисла. Немаме никакви потреби од никакви интервенции. Заради целта на кампањата е да допре до што повеќе луѓе и да ги едуцира. И за таа цел јас одвојувам дел од своето време. Така, ова се фотографиите, дел од она што може да се види на интернет, сето ова е подкрепено со текст и ги споделувате овие информации на социјалните мрежи. На социјалните мрежи може да се следат на нашата Facebook страница на стоматолошка ординација доктор Картолица и секаде во сите социјални групи кои што беа, можам да кажам, задоволни и среќни дека некој им нуди некаков совет како да стаса како да го одржат забалото здраво. Кампањата почнува од најмалите, значи дури започнува од бременоста, како треба да се грижиме за забите, за децата и ќе стаса секако и до највозрастните. Што е она што можеме ние самите да го направиме за да зачуваме здравје во устата. Еден од советите е дека родителите треба да имаат здрави заби, да ги поправат забите со кариес, бидејќи тие преку бакнежот, преку плунката, може да пренесат кариес на нивното дете. Токму така, тоа е првиот начин на заразување на детето со кариогени бактерии, тоест бактериите кои што предизвикуваат кариес или парадонтогени, оние кои што предизвикуваат парадонтопатија. Бидејќи детето се раѓа, можеме да речеме, со стерилна уста, односно со нормална флора во устата, која што не е патогена, значи не предизвикува нити кариес, нити парадонтопатија. Првиот контакт со тие бактерии детето го добива од родителот, старателот, негователот, од тие што се во негов близок контакт. Тоа значи преку бакнежи, користење на ист прибор, пробување на кашичката, дали е топла, од истата лажичка и така натаму. Затоа, за да можеме да го заштитиме нашето дете, треба да ја санираме сопствената уста, забите и меките ткива во устата, уште пред да дојде тоа бебе на свет, за да бидеме ние спремни со здрава флора во устата и да не го заразиме малечкото. Дали идните мајки, односно трудниците, можат уште во бременоста на некаков начин да придонесат за здравјето на забите кај нивното неродено бебе? Најмногу тоа може да се допринесе со балансирана исхрана. Фоликулите на забчињата започнуваат да настануваат во ембрионалниот развој некаде околу третиот месец, меѓу вториот и третиот месец од бременоста. Тоа значи дека ако ние имаме балансирана исхрана богата со калциум, дека ќе допринесеме и во развојот на тие заметоци фоликули да се калцифицираат правилно. Понекогаш некакви вирусни состојби, високи температури во бременоста знаат да се изманифестираат со некакви промени на глеќта во забалото кај децата, така да можам да кажам дека најважно е трудницата да биде здрава и да живее еден здрав слог на живот за време на бременоста. Што е со антибиотиците кои што се примаат за време на бременоста? Се случува ли да влијаат на забите, на обојувањето, пред се антибиотици како што се тетрациклините? Да.
Тетрациклинското пребојување е една, може знаеме и јас како стоматолог се среќавам со тоа. Тоа е една генерација која што сега е од прилика 40-45 години стара, кој што има тетрациклинско пребојување. Од тогаш наваму тетрациклините се исфрлени и не се користат, инаку тие се вградуваат, се калцифицираат во самиот зап и затоа е тоа тетрациклинско пребојување. Инаку и антибиотиците, и во антибиотиците можеме да ги разграничиме антибиотици кои што се релативно сигурни, односно смеете да ги употребувате во бременоста, и антибиотици кои што треба да се избегнуваат за време на бременоста. Например, пеницилинските антибиотици се едни од антибиотиците кои што не предизвикуваат никаква штета врз плодот во бременоста. Секако треба да се потрудиме Што поретко да се применуваат? Што поретко да ги применуваме, меѓутоа пеницилинските антибиотици, еритромицинот, цефалоспорините, тоа се антибиотици кои што се во една сигурна група на антибиотици, доколку е неопходно да се користат. А што е со флуоридите? Некои гинеколози понекогаш препорачуваат мајката, односно идната мајка, да пие флуориди за идното здравје, орално здравје на бебето. Тука се поделени мислењата, ми интересира вашиот став. Мојот став е на онаа страна дека не треба да се примаат флуориди. Ведејќи сметам дека никогаш не можеме да надзираме дозата на флуориди која што ја примаме и не можеме да надзираме каде тие флуориди се складираат. Затоа сметам дека флуоридите треба исклучиво локално да се употребуваат, тоа значи по 3-та година на детето да се аплицираат во стоматолошка ординација со флуоридни лајнери на самиот зап. Тогаш ние забот го изолираме, го заштитуваме и тие преку патна дифузија можат да влезат во забот и да помогнат во создавање на подсврста структура на глеќта. Додека системската употреба на флуоридите дозволува тие да се собираат во централниот нервен систем, во коските, и никогаш не сме сигурни каде е границата кога сме ја пречакориле кон флуороза, односно предозирање со флуориди, бидејќи дечињата се индивидуално се развиваат. Нити едно бебе не се раѓа со иста тежина, со иста висина, и нити едно 3-годишно дете не е со еднаква тежина. Имате на времето пред неколку години имаше флуорирано млеко. Јас бев и против таа кампања за флуорирано млеко, бидејќи вие имате дете од 3 години кој што има 10 килограми и дете од 3 години кој што има 20 килограми. Вие не знаете каде е граничната доза, а флуоридите имаат кумулативен учинок. Тоа значи дека сите флуориди што ние ги внесуваме во телото се собираат, се акумулираат во една вкупна доза. Ние флуориди внесуваме преку производи растенија кои што растат во земјата. Компир, чаеви, од тефлонската тава во која што готвиме собираме флуориди, од вода, од секаде. Значи, системско внесување на флуориди, мојот став е дека треба да се избегнува. Во овој дел од емисијата би можеле да ги вклучиме гледачите со нивни прашања. Телефонскиот број на телевизија Телма е 3076-677, доколку имате прашање поврзано со здравјето на забите кај децата, но и кај трудниците, слободно вклучете се во програма. Ја би се задржала уште малку на оној дел со бременоста. Споминавме дека е потребен калциумот за развој на бебето. Многу трудници сметаат дека калциумот се извлекува од забите во тој период и дека тоа е можеби една од причините што бременоста некако поврзана со кариесот, со расипувањето на забите. Многу мајки велат во текот на бременоста ми се расипаа повеќе заби, изгубив неколку заби. Која е причината за тоа? Има ли вистина во извлекувањето на калциумот или пак испитувањата покажуваат нешто сосема друго? Па јас и тука сум против оваа теза дека секоја бременост е еден изгубен зап, например. Затоа што ако можеме да заклучиме дека една пола литар јогурт ја задоволува дневната доза на калциум, а калциумот го имате насекаде, од сојата до сувите смокви или во било кој друг производ, во свежото овошје и зеленчукот, каде сакате го имате калциумот. Значи една балансирана исхрана ги задоволува дневните потреби од калциум кои што се околу 1000 милиграми. Кога ние со балансирана исхрана ги задоволуваме потребите на калциум, значи има доволно калциум за тоа бебе да го црпе од нашата исхрана и не да го црпе од нашите заби. И јас би рекла дека причината лежи повеќе во тоа што бременоста е еден специфичен емотивен период во животот, во кој што нашите приоритети добиваат различен редослед и тогаш сме обседнати со развојот на новиот живот, со раѓањето на бебето и малку ја занемаруваме устната хигиена.
Покрај тоа, бремените жени знаеме дека знаат навечер да се разбудат, да подгрицнат нешто. И мислам дека може би ќе легнат без измиени заби, така да причината би ја нашла во една малку намалена грижа за устното здравје, а не во тоа дека бебето го iscrпува калциумот од мајката. Исто така тука можеме да ги сместиме и утринските мачнини или честите повраќања, што значи дека пеха нивото во устата се намалува. А ниското пеха ниво во устата, значи киселата средина, ја фаворизира деминерализацијата на глеќта. Деминерализацијата на глеќта во суштина е настанување на кариес. Доколку би имале високо ниво на устна хигиена и би биле свесни за тоа, што е и дел од кампањата на Спречи не лечи, мислам дека сите трудници би обстоиле со здрави заби. Што е со стоматолошките прегледи за време на бременоста? Многу трудници сметаат дека не се безбедни. Се плашат да поправат зап со анестезија, се плашат да направат рентген снимка на забот или пак да извадат зап поради контракции, да не се изгуби плодот, да не настане предвремено породување и слично. Има ли основа ова стравување? Не, никако нема основа ова стравување. Напротив, доколку вие живеете со некаков инфект во устата, е многу поголем ризикот за вашиот плод од што да го решите тој инфект кој што го имате. Бременоста е еден период во кој што имаме хормонски промени, покачување на прогестеронот и заради тоа непцата на трудницата се многу покревки и поподложни на воспаление. Значи, тие побурно реагираат на самиот инфект кој што е во плакот. Со тоа се развива труднички гингивитис. Например, тоа е една од причините заради која што бремените жени мораат да посетат стоматолог во бременоста. Мораат да бидат едуцирани точно како да користат конец за заби, како да ги одржат непцата и хигиената во устата на добро ниво, за да го избегнат трудничкиот гингивитис. Исто така, доколку веќе го имаат, да направат некаков пародонтален третман со кој што ќе ги санираат непцата и ќе ги вратат во здрава состојба. Дури постојат студии кои што кажуваат дека присуство на инфицирани непца, пародонтопатија, гингивитис се поврзува со преран пород. Така да би рекла дека е нужно во овој период да се посети стоматолог и да се санира се што е важно во устата. Впрочем, тоа е и нашата теза, со здрави заби да го дочекаме новороденчето. Што се однесува до рентгенските зрачења, ова е често прашање, јас малце уште од порано си имам продлабочено во темата, баш за да знам да одговорам на сите овие прашања. Зрачењето кое што ние го добиваме преку рентгенот се мери со единица мерка абсорбирано зрачење кое што се означува со единица мерка Греј. Значи, количината на зрачење која што ние можеме во телото да ја добиеме и е безбедна, дури и во периодот на бременоста, е до 50 мили Греј. Ако ви кажам дека за една панорамска слика ние добиваме зрачење од 0,02 мили Греј, значи можеме да кажеме дека дури правењето на рентген не може да наштети на плодот. Секако ги избегнуваме сите возможни работи кои што можат да имаат било како да повлијаат, вклучувајќи ги дури антибиотиците кои што се сигурни, затоа што сепак бременоста е еден таков период, но кога е нужно да се направи рентгенска слика, дури и таа не е штетна да се направи. Така. Истото прашање се поставува и после породувањето во однос на анестезијата, дали анестезијата од забната анестезија всушност може да премине во мајчиното млеко. И многу трудници, односно мајки сега, се плашат да извадат зап или да посетат стоматолог додека го дојат бебето. Поголем стрес, поголем ризик за млекото во бременоста е стресот кој што жената го доживува. Локалниот анестетик е сосема безбеден, тој се става во многу мала количина и исто така постојат студии кои што можеме да ги разгледаме и да видиме дека локалниот анестетик никако штетно не делува на плодот и на бебето. Кога треба да се започне со негата на млечните запчиња кај детето? Уште кога ќе се појави првото запче. На каков начин се
врши се врши чистењето негата кај запчињата? Дали веднаш употребува четка или пак може да се започне со газа или нешто слично? Да, четката може да оставиме за по првиот роден ден. Тогаш детето да почне да се запознава со четка, која е неговата функција, која е незината функција, да го гледа родителот како си ги мие забите, заедно да го извршуваат миењето на забите, значи детето да се учи што е тоа миење заби. До првиот роден ден е доволно родителот да ги исчисти запчињата со газа или силиконски напрсток за чистење на забите. Во кампањата Спречи не лечи се задржувате на важноста на водата врз оралното здравје, советувате после секој оброк детето да се напие по неколку голтки вода. Зошто е тоа важно? За да го неутрализираме пH нивото во устата. Значи сите оние киселини кои што настануваат при разградување на храната, бидејќи варењето на храната започнува уште во устата. Јаглехидратите ни го снижуваат pH нивото. Во тој кисел pH ниво и онака малите запчиња со тенка и кревка глеќ се многу поподложни на кариес. Доколку на детето му дадеме малку вода да се напие, ќе ја исплакнеме устата и ќе го неутрализираме pH нивото. На таков начин ќе допринесеме кон заштитување на забите од кариес. Исто така децата на таа возраст често јадат леплива храна како што се смоки, бисквити и слично. Како може Тоа кај нас. Да, тоа кај нас за жал, за жал. Инаку смоките воопшто не се здрави од многу аспекти, еве меѓу другото и за забите. Да. Што советувате кога децата јадат леплива храна во однос на оралното здравје? После третата година, после третата година, можам да кажам дека станува актуелен и интересен еден кариес кој што е кариес на катниците. Тој кариес настанува точно заради конзумирање на леплива храна, бидејќи катниците имаат изразен релјеф и длабнатинки во својата структура. Кога детето јаде таква леплива храна, смоки, грисини, бисквити, значи се што е јаглехидрат, тие се налепуваат во структурата на катниците и остануваат таму, се задржуваат долго време. Бактериите имаат прилика да искористат таа храна и тие шеќери како своја храна и при тоа да направат кисели продукти кои што ќе не ја разјадат глетта и ќе направат кариес. За таа храна да изчистиме, а при тоа да не му правиме на детето траума дека после секој оброк мора да ја користиме четката за заби и да му стане четката за заби одбивна, можеме да им сецкаме јаболче или крувче или било што е крцкаво, морков, краставица, било што и да им понудиме. Со тоа тие, бидејќи овошето свежо и зеленчок е крцкаво и тврдо, ќе си ги само исчистат запчињата. Потоа понудуваме уште 1-2 голтки вода и сме завршиле добра работа. А дали јаболкото може да ја замени четкичката за заби? Во детска возраст, додека одбиваат четкање на забите. Може да ја замени. Може да ја замени секако со водичка после тоа. Важно е барем еднаш на ден, два да се стаса да се отстранат меките наслаги од забите кога детето одбива, меѓутоа еве тоа е еден добар трик како да ги исчистите забите без при тоа да допринесете траума. Децата исто така многу сакаат лижавчиња, бомбони, чоколади и слично. Дали тие се директно поврзани со појавата на кариесот? Секако. Колку подолго шеќерот би се задржува во устата, толку поизложени сте на кариес. Едно лижавче детето го лиже 1 час. Значи, ако сакате да го наградите, да му дадете нешто сладко, поубаво е да му дадете коцка чоколадо, колку и да е, и потоа да му понудите вода, затоа што тоа ќе го јаде 3 минути и потоа ќе ја исплакне устата. Ако му купите лижавче, лижавчето ќе го јаде 1 сат и за тој 1 сат веќе ќе настанат деминерализации на глеќта. Дали треба да се поправат млечните заби? Секако дека треба да се поправат. Важно е детето да го однесете на стоматолог пред да се појави кариес. Значи детето да види што е стоматолошка ординација, да се запознае со просторот, да се запознае со докторот, да си поигра, да свати дека тоа не е ништо страшно. Кога вие ќе го однесете детето на стоматолог без да има кариес во устата, докторот може детето да го следи. Со чести контроли, кариесот кој што ќе биде најден во устата се санира многу брзо и безболно. И детето никогаш нема да има траума од одење на стоматолог и неговата уста ќе биде секогаш санирана. Дури и кариозните лезии кои што се подлабоки и веќе се во напредна фаза, вреди
да се потрудиме да ги санираме, затоа што со тоа ќе овозможиме една здрава средина во која што ќе растат понатаму трајните зъби. А и не само тоа, млечните зъби, последните млечни зъби, во устата се задржуваат до 13-та година, додека да се заменат и го дочекаат својот зъб заменик. 13 години е долг период од животот и квалитетот на живот со здрави зъби и квалитетот на живот со расипано забало, кој што знае да боли, да предизвикува проблеми, не е еднакво. Така, чисто кај децата се јавува циркуларен кариес. Што во таков случај, што препорачувате? Дали циркуларниот кариес се третира доколку не отишле родителите не го однеле детето на време на стоматолог и се е зафатено целото забало? Што се препорачува во таков случај? Зависи во колку напредна фаза е кариесот и зависи колку е детето и родителот колку се кооперативни. Јас имам пациентче кое што сега е 5 години, имаше циркуларен кариес. Кога почнавме да ги поправиме зъбите, имаше 2,5 години. Ние ги поправивме сите зъби и детето сега е со санирана уста на 5 години. Доколку го фатите циркуларниот кариес во некоја порана фаза, тогаш може сето тоа да се санира. Меѓутоа, кога се веќе растопени целите зъбчиња, веќе нема зъбни коронки, тогаш е се усмерено во тоа да детето нема болки и што полесно да ги дочека трајните заменици. Тогаш имаме на некој начин врзани раце и немаме многу маневар. Се употребува ли анестезија при поправката на зъбите кај децата? Се употребува анестезија. Сега докторот е тој што треба да оцени дали анестезијата ќе биде повеќе болна од самата интервенција кај детето. Бидејќи некогаш и иглата е таа што децата може да ги исплаши. И сега доколку мораме да умртвуваме нерв и нешто што очекуваме дека ќе биде многу болно, некако успеваме да се договориме дека е подобро да го заспиеме зъбчето пред да правиме било каква интервенција. Сепак има тука некаков кост-бенефит кога се одлучуваме за анестезија. А на што ќе се однесуваат следните препораки кога станува збор за спречи не лечи? Спречи не лечи тргна од бременоста и сега се движиме во фазата на раното детство. Спречи не лечи ќе проба да ги опфати сите генерации и да допринесе во крејање на свеста за важноста за устното здравје, се со желба да се доближиме до некаков европски стандард, да немаме проблеми во устната шуплина и да немаме потреба за никакви протецки надоместоци некогаш во животот. Так. Да си дочекаме старост со здрави зъби. Што е многу важно. Ви благодарам што бевте дел од 0N+, со нетрпение ги очекуваме следните совети на социјалните мрежи поврзани со оралното здравје. Благодарам за поканата. Ви благодарам и вам што не следевте денеска со внимание. Се гледаме во рамки на утринската на Телма секој работен ден. Пријатно!